Сакам да информирам јавноста дека вчера поднесов иницијатива до Уставниот суд на Република Македонија за утврдување на уставноста и законитоста на спорните детални урбанистички планови, што е наважно со барање за нивно поништување. Исто така, истовремено, согласно обврските што ги имам и можностите законски, доставив известување до министерот за локална самоуправа со барање овие спорни одлуки да бидат забранети. Она што е битно е да напоменам дека за мене, за стручната јавност, ако сакате и за министерот за локална самоуправа, овие детални урбанистички планови се нелегитимни, тие се незаконски, тие се противуставни, тие се едноставно ништовни. Аргументите се на моја страна, аргументите се на страна на општината и се разбира што е најважно, аргументите се на страна на граѓаните на општина Центар. Кога сме веќе кај граѓаните, сакам на крај да соопштам дека имам информација дека тие ќе поднесат лични барања до Уставниот суд, тоа го возможува и Уставниот и деловникот на Уставниот суд, и сакам тука денеска да ја охрабрам ова иницијатива која што се надевам дека ќе биде во се поголем број. Може точно да ни објасните што точно оспорувате, начинот на кој беше мнозинството со кое е донесено? Документите се тука, јас ќе ви ги презентирам што ги доставив, значи до Уставниот суд на Република Македонија и до министерот за локална самоуправа. Во повеќе наврати е прекршен и Законот за локална самоуправа, и Законот за просторно и урбанистичко планирање, и Уставот на Република Македонија, и деловникот на општина Центар, и статутот на Советот на општина Центар. И да не заборавиме дека начинот на кој што гласаше Советот со 11 за, 11 против и 1 воздржан, само треба одлуката да ја направи многу јасна, затоа што е повеќе од јасно, тоа можеме да го слушаме и од коментари од слушната јавност, дека се тие нелегитимни одлуки и затоа сум прилично голем оптимист. Градоначалникот поднесовте иницијатива пред Уставен суд и за измените во Законот за градење. Дали има некаков исход од таа иницијатива и дали сметате дека оваа ќе промени нешто со оглед на тоа што претходнава за Законот за градење, очигледно не промени ништо? Го разбирам прашањето. Прашањето е колку имаме простор да бидеме оптимисти со однос на тоа како денеска функционираат судовите, ако сакате Уставниот суд да го издвоиме во Република Македонија. Јас денеска овој прес го држам тука, не пред Уставниот суд, затоа што не сакам да биде сватено тоа или потолкувано како некаков вид на притисок. Не сакам да биде тоа така пренесено. Сепак, мислам дека се толку јасни повредите на овие закони, што ги спомнав, на Уставот на Република Македонија, толку е јасно. Може би ова е еден од ретките примери во меѓународното право да се смета за донесена одлука која што нема гласови потребни, туку има 11 за, 11 против, или ако сакате во првата фаза кога немаше бројот на потребното мнозинство од вкупниот број на советници. Така што пак велам, оптимист сум, но да го ставиме Уставниот суд да се заврши својата работа. Пред некој ден уште еднаш отворено потсетивте на случувањата од минатата година во јуни кога беше каменувана општината. Да. Добивте ли некаков одговор од Министерството за внатрешни работи? За жал, молкот продолжува. Ни после повеќе од година дена нема никакво известување. Тоа е едно од оние министерства или министерката милува секојаш да даде брзи одговори. Ни овој пат нема одговор и нема што да се одговори, затоа што сосема јасно дека имаме селективен пристап дека Министерството за внатрешни работи тогаш кога сака или кога е потребно знае веднаш да ги пронајде сторителите. Да ја потсетам кога беше каменувана владата, за помалку од 8 часа ги најдоа сторителите. Овде им треба година и 2-3 месеци. Тука не сум оптимист. Мислам дека ќе се продолжи со работењето, а нас може и понатаму да ни одзвони во ушите незиниот цитат омилен дека таа работи согласно Уставот и законите. Очигледно не работи согласно Уставот и законите.